Меѓуврсничко насилство, вознемирувачка типачка на млади девојчиња беше уште една јавна снимка која навистина многу вознемири. Се случи пред неколку дена, се случи во една скопска гимназија и покрај тоа што толку се зборува за булингот и покрај тоа што правиме кампањи со цел да делуваме во општеството, се чини дека не вродува со плод, а доказ е тоа што се случи. Со професорката Татјана Алексич на оваа тема. Добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Професорке, одговорност за агресијата кај младите треба да се бара во сите чинители на општеството или вие како еден дел од образовниот систем можете конкретно да лоцирате каде е одговорност? Системска. Значи не можеме да изолираме, апсолутно сме сите поврзани во еден ваков систем. Триадата, учител, ученик, родител, училница е она што велиме столб на воспитно-образовниот процес и меѓу нас мора да има една сериозна, одговорна соработка, која се повеќе ни се лизга низ раци, ни се испушта поради ова едно темпо мортале со кое што живееме веќе 3-4 децени наназад, како да немаме време да им се посветиме на нашите деца, било наши деца како родители, било деца како учители. Одговорноста на учителот е уште поголема од родителот, затоа што за тоа работи, нели? Тоа сме учеле, тоа сме завршиле, бидеме воспитувачи и ние сме тие кои треба буквално да дадеме личен пример на нашите деца, да поправаме што може да се поправи. Меѓутоа, тешко е тоа, психолозите многу подобро го знаат, дека карактерот на децата се формира првите 5, 6, 7, ајде нека си 10 години од возраста. Што значи, кога ќе ти дојде дете во гимназијата е веќе со оформен карактер. А добро знаеме, си да сме усетиле на наша кожа дека карактерот е поселен од интелектот. Ти ги разбираш работите, интелигенцијата, меѓутоа карактерот е тој што постојано нешто поинаку ти диктира. Ова се што ни се случува е последица. Причините се тука некаде, во системот. Децата се и наши имитатори. Тоа што гледаат, тоа го повторуваат. Земете едно мало дете дома како знае да ги имитира родителите во било што. Како знае да, ако некој го игнорира дома и не му обрна внимание, прави белја, за да се свртат сите кон него, ќе скрши нешто или ќе направи белја и тогаш сите одеднаш го гледаат. Ако прави добри нешта, никој не го забележува, дури не го ни пофалува. Така и со учениците, ние многу често посветуваме внимание на деца кои се со недолично однесување, отколку ги пофалиме оние деца кои се навистина, да не кажа буквално совршени во се и во нивниот начин на комуникација и во учењето и воспитувањето. Така што системот покажува агресија, агресија раѓа агресија. Децата кои се агресивни, со нив биле агресивни. Девојчето кое било нападнато претходно напаѓало, предпоставувам. Да, така се зборува. И тие си ги решаваат работите меѓу нив, како да речем, уличарски. Ги земале во своји раце. Ако веќе ги земаат работите во своји раце, зошто да ги направат уличарски? Пред неколку дена е снимката, се зборува кај вас во вашето училиште, се зборува за снимката, се зборува за недоличното однесување на девојчиња, нели девојчето треба да биде поинаков приказ во општеството. Или момците беа тие што праве. Да, се сменија, девојчињата се агресивни сега. Женската популација како да си ја зема во свој раце на долговековна тортура која имала, нели, од мажите, жените биле, нели, и физички злоставувани, па сега одеднаш контраефект, зборам генерално и глобализирам. Меѓутоа не треба да е така. Децата едно зборуваат меѓу нив, друго зборуваат со нас возрастните. Многу се интересни затоа што имаат поинаков начин на комуникација. Често пати родителите велат: леле, кога ќе им влезам во телефоните, коса ми се исправи, кам нема да влегувате тогаш. Сосема поинаква комуникација имаат меѓу себе, дома со нас или со нас наставниците. И тука треба некаде да знаеме дека оно што ќе ти го кажат не мора да е така. Овие кампањи кои ги правиме, мислам дека се безпотребни во смисла како да е потребно. Само како да е комерција, како да е маркетинг. Треба се работи, треба се делува. Значи сите ние сме одговорни да зборуваме со нашите деца дома, со нашите деца во училиште, по ходниците. Кога ќе ти дојдете, јас сум сега во библиотека, разговарам со нив преку литературните дела, кога зборуваме за литературни дела кои чепка тема агресија или еве Достоевски, психолошки роман Злосторство и казна, злосторствата. Често пати сум ги пуштала филмовите на Майкл Мур Булинг, Колумбијан, кога сме правеле паралелата Злосторство
убиство и казна, да го видат најмладиот злостоник во светот, тогаш, зборам за 90-те година, ми се случи Кецмановиќ. Значи, ние постојано разговараме. И кај тука се случи? Така е. Корчагин. И тоа, оно што ни се случи во Корчагин, постојано го кажам, една таква далга, една таква дупка кај сите нас, да никогаш тоа нема да се заборави, што не можевме на време превентивно да делуваме кај дете кое едноставно не можел да ја истрпи болката која чувствувал и си го одзеде животот. Не се докажа никаков булинг, се беа на очите, апаратите телефонски, на наставниците, на педагошката служба, не се види воопшто никаков булинг во Корчагин, тоа јавно и официјално се кажа. Меѓутоа, некои работи не можеме некош ни да ги докажеме, не да ги видиме што се случува, дали е и во семејството, сето тоа лоцирано и понатаму. Тоа е една траурна и тегомна работа која не може никогаш да се знае точно како и што е, но се случи. За жал и ние не можевме да спречиме едно такво златно дете да продолжи да го живее животот. Но чувствата внатре се рефлектираат надвор и вие во комуникацијата можете да ги препознаете? Некогаш не, неверојатно. Некогаш има деца кои се и темпераментни, весели, а во душата страдаат. Роберт Вилијамс, кој ќе речеше дека пати од депресија. Колку имате луѓе кои патат од депресија, делуваат и духовито и полни со живот. Значи, таа знае да направи мимикрија. Не секојаш дете интровертно повлечено, значи дека е депресивно. Може би и такво интровертно по карактер. Тешко е. Многу е тешко да се детектира, особено во училница со 30 ученици кои што треба да предадеш наставен материјал. А сакам да треба да се зборува со воспитно-педагошка служба. Секоја школа има своји педагози, психолози. Децата треба да се осмелат и да отидат да разговарат. Секој семејство треба да има свој психотерапевт. Ние се уште мислиме, не ми треба мене психотерапевт, ја не сум, нели? Не, да. Значи, како што имаме стоматолог, како што имаме матичен доктор, така треба да се има психијатри, психолози, психотерапевти. За жал, да се разговара. Понекогаш разговорот помага. Како на нас што ни помага кога идеме на фризер, ќе се изнамоабетиме, така и на децата ќе им помогне некој стручен од страна, затоа што тие не сакаат баш со нас родителите да зборуваат за нивните проблеми, како да чувствуваат дека тоа може сами да го решат самостојно. Разговорот е спасоносно оружје. И многу љубов и добрина. Заборавивме на љубов и на добрина. Ги учиме децата од мали да не бидат добри, не биди добар, не биди глупав. Напротив, врв на интелигенција е добрината, но секако селективно. Треба да знаеш со кого да бидеш добар и да имаш граници. Ако имаат конфликт, децата мора да го пријават тој конфликт. Мора да кажат на наставникот, на класниот, на родител, било како. Не мора да биде тоа јавно, затоа што веднаш после тоа може да го етикетираат како издајца, кукавица или било што. Страшно е вербалниот булинг меѓу нив. Значи, некош кога ги слушате, или јако ќе ги слушам кога одиме на екскурзија или во јавните тоалети се слушаат, нели, не можеш да повериш дека тоа излегува од една детска уста. Од каде им се тие зборови? Од нас. Тоа што го слушаат, тие го имитираат. А сакав за совет да ве прашам како родителите да делуваат да се приближат повеќе до децата. Спонтан разговор, навидум спонтан. Да не се наметна. Не наметна. Не може да каже, ај сега седи тука да зборуваме, или ако се направи нешто во школа, казна веднаш нека физички или било каква. Ние треба да имаме казнена политика, да се разбереме. Еве веќе бидејќи ме викнавте мене, зборам, ја не сум компетентна како психијатар, психотерапевт, меѓутоа како воспитувач. Јас не сум за физичко казнување. Онако ќе кажат ќотекот излегол од рајот, на шега велам излегол од рајот затоа што нема место. Не сум ни за кревање интонација, зборување со деца на висок тон. Можам да кажам, еве, мојот минат труд и јавно да го кажам, никогаш не сум викнала ниту на моите деца, ниту на децата во училница, освен ако нема опасност. Например, мокри раце, пика два прста во штекире, ти ќе му кажеш, немај си не. Да ги викнеш. Полека. Значи, така што може да се воспитува без агресија. Погрден збор е убиствен. Што вели Достоевски, едно намуртено чело, детето може да му направи трајни последици. Првите 5-6 години ние не сме свесни што правиме со децата дома. Се што слушаат. Кавгите меѓу нас родителите, кавгите меѓу соседите, ова што го гледаат по медиумите, да не зборам за видеоигрички, точно им влегува во мозокот, во подсвеста и потоа имитираат. Не може добро никој се распе. Со љубов и со добро никој не може се разгали. Зборуваме за вистинска љубов, безусловна, родителска, агапе љубов, Божја љубов. Не зборам љубов материјална, мама ќе ти купи, тато ќе ти купи, ти ваму таму, тоа е друга љубов. Одговорноста ја носат родителите. И во денешно време се уште знам да слушнам, мојата ќерка е главна во школа, мојот син е главен
ги држи работите под контрола, што значи тоа управува банда? Да главен и како што ќе каже, сите го слушаат. Веројатно родителите сметаат дека е добро што нивните деца имаат некоја лидерска способност, тоа така го препознаваат, па како главни секој сака да биде председател на клас. Може да отиде во друга крајност. Која е главноста? Значи, подобро малку децата се воспитуваат поскромно. Биди ти паметен, биди во нешто прв, меѓутоа не мораш ти тоа толку да го фаворизираш и да го истакнеш дека си главен во нешто. Не е добра ни другата крајност, кога децата се интровертни, кога се така се чувствуваат инфериорно, меѓутоа и супериорноста раѓа една нарцистичка генерација на предатори. Ние се повеќе среќаваме мали предатори, пак ќе го спомнам Кецмановиќ од идеални, условно кажано, идеални семејни услови, значи функционално семејство, не зборуваме за дисфункционално семејство, ете што се случува. Понекогаш имате дисфункционални семејства, јас сум сведок после 17 години работа од Димитар Влахов, деца од дом, деца каде што навистина тешки биле семејните услови. Па некој ти ги оправдуваш како причина добри деца, воспитани, добри за нечи, не може, значи не можеме некој секогаш да тврдиме не се така црно-бело. Кога би се воспитувало така лесно со збор, ќе седнеме, ќе им отвориме енциклопедија, ќе прочитаме и сите имаме деца ала Жан-Жак Русо воспитани. Не може. Значи тоа е еден тежок процес кој бара време. Не треба, родителите треба децата да им даваат да работат. Значи многу да работат. Не само да учат, учи ти другата моја. Што значи работа? Што значи работа? Има добрски, од местење кревет, фрли ѓубре, измисли ги садовите последња, напрени кош јадење, работа по дома, работа надвор, да излегуваат со ни да спортува, се качат на водно, да идат во зоолошка градина, да одат со ни во кино, во театар, да ги задојат да читат книги, заедно со ни во библиотека. Да имаат свое време, не сега се тутори постојано да се со децата. Тука сакам малку да објасним. Децата мора да работат, овие деца не работат. Немаат трудолюбиви навики. Поштедени се. Физички немаат просторна и физичка интелигенција. Кога работам со ниво драмска, да ги видите како не може да се снајдат во простор да направат нешто од хартија, од платно, од материјал, да сошијат. Сега да кажете, животни вештини немаат развиено? Немаат. И можеби и ковидот, овие 4 години назад, значи седнати се за компјутер и им работат палците, прстите, значи се оно што го гледат виртуелно, друго е во стварноста. Тие гледаат, дури цртаат, ги гледам на компјутер. Ако ќе им кажеш вака, мирче и професорке немаме зелена боја, има жолта и сина боја. Па што ми вика? Па ќе направиш зелена. Значи некогаш не може за банални работи се снајдат. Тоа е нешто што мене ме плаши. Децата мора физички да се поспремни во почетокот, да знаат да се качат на дрво, да знаат и дрва да исцепкат кога ќе пораснат, да запалат оган дома, мислам за огниште, не да палат на водно да го пожарат. Значи мора да се самостојни. Таа ангажираност, не само интелектуално, туку и физичка, не им дава простор за агресија и за ќе се издуваат физички. Нема да имаат простор за таа потреба со некога да се живуваат. Затоа што дете кое вербално напаѓа друго дете, било вербално напаѓано. Има потреба тоа да го продуцира. Истото со нас родителите. Ако нешто ни пречело, нема совршен родител. Ако нешто ни пречело кај нашите родители, не треба да го имитираме тоа. Тука кажеме, чеке, мене ми пречеше ова кај моите родители, нема истото го повторувам кај моите деца. Значи, треба сме доволно самокритични, да учиме на грешките од нашите родители, собствените да ги видиме, повеќе самокритичаш. Не моето дете е главно, туку моето дете треба да е самокритично. И јас често ги учам децата со одвикнат од таа суета, која се почесто се јавува во сите професии, па и кај нив. Најдобар. Нема најдобар. Да знаеш дека секојаш има од тебе поубав, попаметен, подобар, посреќен, поуспешен. Значи, секаш има и компаратив и суперлатив. Но тие работи уште од најмала возраст се прават. Детето уште во предучилишната возраст. Мама, ти си најубава. Тоа е тоа. Убава комплимент да му се даде, ама не толку се глорифицира. Сега, тука е тенка линијата, влијанието на родителите, докаде, како да се постави границата, сакаме да бидеме пријатели, сакаме да бидеме другари, сакаме да влијаеме, позитивен пример да дадеме, но сепак треба ли да постои граница? Мора да постои, секако граница. Да. Другарски однос, ние не можеме да бидеме другарчиња со нашите ученици. Може да имаме однос другарски во смисла на егалите, на еднаквост. Може детето ми скритикува. Ученикот има право, ми каже професорка, не предавате добро. Тука да, тоа дозволувам. И тоа е окей, тоа е другарски однос. Значи, не си ти Бог во училницата, но веројатно да ви даде аргумент зошто е тоа. Аргумент и да се расправаме паметно. Меѓутоа, другарски односи и дома исто со семејството. Мора да се знае кој е родител, кој е дете. Значи мора да има не тоа страв почитување. Тоа е едноставно респект кога
треба како помал и да прашаш, и да почитуваш, и да персираш, и да помогнеш, и да гледаш. Тоа се основни воспитни навики. Кај нас бонтонот исчезна. Воспитаноста исчезна. Джабени и пари, и материјално, и не знам што ако не сме воспитани. Во еден автобус, јас се возам со автобус 12 години, па автобусите раскажуваат се. Само едно возење со автобус од почетна станица до крајна, вие ќе видите каде живееме. Она што велеше Андрич, влези во затворот на една касаба, на еден град, да видиш како функционира државата. Само затворот ќе ти Немаме каже. ли напредок? Отидовме многу напред, дигитална ера, повеќе информации, допир до па да што не отворени ни се границите повеќе од било кога, нели отидовме напред? На сметка на духовноста. На сметка на тоа отидовме напред. Значи, станавме стерилни. Се е убаво, се е нашминкано, меѓутоа немаме здрав дух. Здравиот дух полека исчезнува. Колку и да звучам песимистички, мене се повеќе оптимизмот ми мириса на глупост. Јас сум ведра по природи, со децата имитирам ведрина, меѓутоа реално стравувам и мислам дека одиме во некоја насока кога буквално ќе исчезне таа емоционална интелигенција, добрината, љубовта, солидарноста. Нема солидарност толку меѓу деца. Компетицијски дух се надпреваруваат кој е поубав, кој е главен, кој повеќе ќе успее. Да не зборувам за облека, за она мода на 18 години веќе да се вози, да се има возен парк. Значи мораш да бидеш со брендирана гардероба. За матурите исто, тоа е една страшна ситуација која не може да се стопира и секој вика, маман бе корчагинци со тоа турбо фолкот и со тоа кафаните и ресторан, до кога? До кога ќе се форсира тоа гардероба скапа и се и родителите да земаат кредити за матурски прослава на матурски на матура која е задолжителна, нели средно стручно задолжително и ти славиш. Што славиш? Што славиме? Сакам да го заокружам разговорот со тоа што ќе ве прашам како да постапи родител, што советувате ако детето му е жртва на булинг? И ако забележи дека, нели популарно меѓу учениците се вика булер дека било детето, односно насилник, у некој што прави булинг на некој. Како треба родителот? Се стави прво на местото на детето. Секој за да го почувствуваме, другиот треба се ставиме на него место. Тоа се луѓето кои се емоционално интелигентни, се стави во чевелот на друг, да се стави на негово ниво, па да види како може со него да разговара и педагошка служба. Ако ти родителот сам да ја реши работата, најчесто се случува, така, па може родител на тоа детето, па родителите се степат меѓу себе. Значи секој училиште има педагошка служба, може и да се појача таа педагошка служба. Ја постојано велам, нас ни треба и лектори, и логопеди, и уште дефектолози, и психијатри, да има на цела една група луѓе квалитетни кои еве ги завршија факултетите, немаат работа, буквално тие институции плачат за таква служба. Децата тогаш ќе имаат повеќе енергија и кураж да дојдат да разговараат без никој да ги види и да се колку пати разговарале со мене, па ја исто правам гард, ја не можем никако како класа, никако наставник во вашата интимност. Кога ме прашува за интимност, тоа е родителот мора да знае, па ако дозволи родителот со мене во спрега полека да ги расчистуваме. Но заедно, здружено, затоа што не можеме сами, го немаме ни правото на сето тоа. Детето треба да се пожали, да каже или на родителот, ако му е стравно родителот, на некој ученик во кој што има доверба, наставник во кој што има доверба, во некој во кој што има доверба да разговари и да си го каже проблемот. Разговорот веќе ги решава проблемите. И ние да им даваме повеќе задачи како наставници во таа група на комуникација да успееме да вметнеме постојано некој пример за како треба се однесуваат. Еве, пак ја кажам драмската секција. Секоја сабота вежбаме. Значи, сабота по 2-3 часа децата се со мене во свечена сала во Корчагин, ние работиме физички, ментални, се дружиме и се учиме дека нема најдобри, дека не сум јас најдобар, има подобар од тебе, се учиме, се лекуваме од суета, со работка меѓу нив, се поземуваат парчиња облека, не да се купи родителите да купат облека, шиеме, имаме на буквално фабрика за шиење од хартија, од ѓубер, од отпад, создаваме нешто, или библиотеката од ништо направивме нешто, им давам личен пример дека не треба да има секојаш кеш за да изгледаш културно или било што, значи малку на скромност ги учиме со личен пример. Ако не им дадеш пример, како?
Колку пати се закачаме за тоа, ми вика, професорка, како вие со автобус? И тоа го кажам како пример, ми остана одамна уште во Димитар Лаков, јас возев пегла, 126-50, вика, професорка, ја пегла да возам по честа ми ја. Значи, мора да возиш нека скапа кола. Како се чувствувате? Викам, ја и кога возам пегла се чувствувам како господја. Значи, мораш да ги научиш да немаат комплекс на пониска вредност, затоа што не се материјално богати. Се повеќе ќе имаме сиромашни и деца и родители. Ние осиромашуваме. И се повеќе ќе има побогати. Значи, јазот ќе биде огромен, фрустрацијата ќе дојде се почесто буквално вака, на поддавник, што се вели, на послужавник, само заради материјалната разлика. Убаво го завршуваме разговорот. Ви благодарам. Благодарам, професорке. Благодарам на времето денеска. Јас на поканата сум емотивно врзана. Ја искористивме врзаноста. Благодарам.